Еве сме назад повторно во студиото. Како што веќе најавив, однесувањето на младите, на адолесцентите и на пубертетлиите. Сите оние на кои што им врие крвта. Сите оние кои што сакаат да се докажуваат. Но докажувањето го прават и со преголема примена на физичка сила. Многу повредени, многу ранети во масовни тепачки и инциденти. За сето ова бевме гости во Меѓеши. Разговаравме токму на оваа тема. Да го проследиме разговорот. Како треба да се водат сега политиките да се намали сето ова? Видовме дека Министерството за внатрешни работи презеде акции, постави повеќе полицајци во автобусите, веќе има полицајци и обезбедувања пред училиштата. Се чини некако на учениците им се дава преголемо значење, гледајќи ги нивните херои во филмовите, кои што исто така се гледаат кај нас, или во оние филмови кои што се репродуцираат на социјалните мрежи. Колку ова е вистинскиот начин да се превенираат инцидентите? Колку полицијата треба да биде таа која треба да биде присутна како страф кон децата? Дали тоа не може да предизвика еден контраефект? Сегаш има контраефект и имало обиди и не изборам само за полицајци по автобуси, туку особено за полицајци пред школи. Збориме за вооружени полицајци, не за полицајци кои не носат оружја. И збориме исто така за агенции за обезбедување, приватни агенции за обезбедување, кои се исто така вооружени. Сега, јас го разбирам поровот за таква политика. Тоа не знаеме како да се справиме инаку, ќе ви ставиме стражари гарда и ќе ви дадеме чувство дека не сте во школа, туку сте, ајде да не споменувам, во гарнизонник или се едно. Униформата како таква, а особено оружјето, доколку мене лично ми стои пред врата, ми дава сигнал дека нешто не е во ред. Од нешто треба да се плашам. Нешто тука ќе ми се случи, па затоа и потреба за нешто вакво. Сметам дека е клучно да работиме на превенција. Затоа што вака не го бива. Еве, пробавме. За мене не е соодветниот начин за справување. Сметам дека тоа е гаснење пожари и тоа е занимавање со симптомите, а не со корените на проблемите и не со причините на проблемите. Ние се залагаме за мировно образование. Првата детска амбасада Меѓеши има две програми кои што се работат на мировно образование. Едното работи на мировно образование во средните училишта и ПРЕД-СД работи, ќе почне да работи со, тоа е регионален проект, со градинки за да уште од ран детски развој да ги изложиме децата на разноликост, на разновидост, на љубопитност за другите, а не страф кон другите. Мора да се работи на превенција, мора да се работи со причините, а не само со последиците. Треба да гаснеме пожари, не велам дека не. Мора, нема да оставиме да се испотепаат. Меѓутоа, треба да работиме на тоа да не дојде до тоа. Ние сме сведоци секој ден по училишта, дури да нема ни ден да нема одреден инцидент. Значи, ние се залагаме дека мора да се воведе мировно образование во формалниот образовен систем. Дали тоа ќе биде во форма во предмет или ќе биде регулирано да во склоп на секој предмет да се работи на ненасилна разработка на конфликти, да се работи на собствена работа на професорите и на самите ученици околу предрасуди, стереотипи, насилство, конфликт, да видат дека не треба да се плашат од конфликти. Дека да, ќе ги има, ќе постојат, ама имат и начини за нивна трансформација. Начин да се справиме со нив без да користиме насилство. Ненасилството не е пасивност. Ненасилството е баш акција. Бара повеќе труд, меѓутоа е поефективна и ефектите се подолгорочни и ние треба да градиме односи
и да ги негуваме тие односи и да градиме доверба. Многу лесно соработуваме со некого кога веруваме. А стави полиција колку сакаш, ако нема доверба помеѓу младите, ако нема да се тепаат внатре во школото, ќе најдат каде друг да, ама тоа не е решение. Тоа е проблем. Колку родителите, одбегнувајќи и селувајќи се од мешаните етнички средини, каде што тие се релативно малцинство, даваат еден лош пример на децата. И дали не е време малку да се изрелаксираат овие односи, односно да се поработи малку тука на повозрастните, дека треба тие да се чувствуваат безбедни, бидејќи претпоставувам дека децата го чувствуваат стравот, особено кога родителите се повлекуваат. Се чини дека во Македонија се помалку има мешани средини, сведоци сме на тоа. Непосредно пред конфликтот 2001 година и особено по конфликтот од 2001 година, а и ова што сега во моментот се случува. Значи имаме се помалку средини најмешани различни, не зборам само за етничка припадност и верска припадност, зборам и за различност по било која основа. Ние стануваме се повеќе и повеќе општество на моноидентитети од било кој порив, што знам, се посекташко општество или како да го наречам, кое не е здраво. Знаеш, го разбирам поривот за чувство на припадност. И тоа е во ред, е сосема легитимна потреба. Меѓутоа, да го градиш врз основа на страф од другиот, крајно не е во ред. И јас сметам дека ние сме многу богата земја. Дека нам треба да ни завидуваат. И ова го верувам и искрено го мислам, затоа што различни сме, не има многу и ние не целиме кон униформност. Кога велиме дека сакаме мешани средини, не збориме за сите да бидат униформирани и исти. Не, збориме за таа размена, за таа љубопитност еден кон друг наместо страф. Ме интересира колку стереотипите, ова ќе биде на самиот крај, околу самите стереотипи кои што се релативно големи. Се гледаат во мое време, се интересиравме како изгледа џамијата, се интересиравме за нашите другарчини муслимани, а тие се интересираа за нас православните. Колку сега веќе таа верска нетолеранција излегува на површина, па се префрлува кон нетолеранција на национална основа. Бидејќи во наше време инцидентите не се случуваа помеѓу две националности, туку се случуваа помеѓу двајца другари кои што не се сложиле за одредена работа. Сега се чини некако многу се подели општеството. Како тоа да се превенира? Како тоа да се среди? Па не знам кој е било ваше време. Како и да е, не би рекла дека се е било... 15 на години, 20. Сеедно, не би сакала да имам, што знам, заматена слика, заматена од носталгија, најверојатно, или сеедно, во која што се вели дека па порано леле што супер ни беше и колку ни беше добро. Очигледно, според резултатите, ние имавме војна во 2001, не ни било толку добро. Значи имало полно конфликти нерешени за да дојде до таму. И сега не сакам да навлегувам во таа тема, пошто е премногу долга, па ќе не дефокусира. Како и да е, сега постои љубопитност од младите. Постои, ние работиме по школи. Од 2011 имаме проект за мировно образование, работиме во школите средни училишта во Скопје, сега се шириме и во други градови, работиме во Велес, работиме во Гостивар, работиме во Дебар. Децата сакаат, љубопитни се, меѓутоа просторите кои им се нудат стануваат се помали и помали. И пораките кои им се праќаат стануваат се иницираат се повеќе страф. Така да ние сметам дека како возрастни имаме одговорност да ги креираме тие простори за размена. А сегрегација на школи не е начинот. Меѓутоа, важно е и да сакаме да разговараме од каде поривот, како може да се договориме. Во процесите на одлучување и на размина мора да бидат вклучени сите што се засегнати. Треба да се разговара со родителите, окей, од што се плашите.
Зошто имате порив да се одселите. Треба да се разговара на повеќе нивоа и тоа мора сите да го правиме кој каде ќе најде простор на делување. Ние не можеме да работиме се, меѓутоа сметаме дека образованието е битна компонента за делување, па затоа ја детектиравме баш нејза и делуваме таму. Освен тоа, нашата работа не завршува во 16-17 часот. Ова е веќе стил на живење, ние ова не го работиме како професија. Сметам дека сите ние имаме простори за делување и тоа не мора да се прави на професионално ниво. Тоа се прави во секојдневниот живот. Како се однесуваме дома, како се однесуваме на работа, колку вклучувачки, а колку исклучувачки ни се моделите, како решаваме за работи и така натаму. Така да сметам дека образованието е една од клучните компоненти, не дека останатите не се. Меѓутоа, ние тука си се пронаоѓаме, сметаме дека имаме капацитети за делување во таа компонента, па затоа и тука се фокусираме, а не значи дека само тука ќе останеме. Значи на самиот крај, дали вашите проекти наидуваат од одобрување во Министерството и како успеваат да поминат преку владата на Република Македонија, особено со делот на неформалното образование, кое што ете сакате да стане формално во вид на предмет или да добие некаква своја форма за одлучување за самото за самите деца, значи тие да бидат подобро воспитани. Важна ни е комуникацијата со институциите и начално ние сметаме дека промените треба да бидат системски и структурни за да бидат долгорочни и одржливи. Така да мора да бидеме во константна комуникација со институциите на системот, со Министерството за образование, со Бирото за развој на образование и така натаму. И важно ни е да им покажеме и користиме најразлични методи. Правиме истражувања за да видиме дека видете ова всушност функционира. Можеби не многу, нема радикално да го смени светот за една ноќ, ама вреди да се проба. Затоа што насилството е преголемо и мора да се справиме никако. За да влеземе во училиштата, да, ни требаат одобренија и сме во константна комуникација со институциите. Има заинтересираност од нивна страна? Има заинтересираност. Не би сакала да навлегувам во делот на интензитетот на договарање, преговарање и така натаму. Меѓутоа, ние работиме за иста цел. И да, критикуваме кога сметаме дека е потребно или значајно и правиме разлика помеѓу актот и актерот. За нам, насилни структури, насилно однесување, насилни политики се насилни, без разлика кој ги воведува. И ги критикуваме исто жестоко кој да ги направи. Меѓутоа, кога одредени работи барем се трудат да работиме со иста цел, знаеме и да цениме. Така да важна ни е да имаме безбедни и ненасилни училишта. И за нам таа кауза ни е поважна од тоа кој ќе ги земе лауреатите. Да. За нам е важно децата да ни одат во безбедни училишта и да може да живеат среќно и радосно детство и да може да ги уживаат благодетите на мултикултурализам, на различност, на размена. Тоа е толку интересно. Тажно дури да биде колкаво ксенофобично општество сме станале. Така да би сакала да завршам на уводното. Учениците сакаат, професорите сакаат, љубопитни се, а постојат начини. Не е дека е невозможно. Се надевам дека Меѓаши ќе обстои во своите намери да го намали насилството меѓу младите, особено меѓу децата, и се надевам дека тие кога ќе станат повозрасни ќе шират повеќе толеранција. Ви благодарам. Меѓаши ова го прави затоа што има порив за внатрешен. И сите кои работиме тука, ова го правиме затоа што веруваме. Да не верувавме во општествени промени, не би ни го работело ова. Тешко оди,
Свесни сме и за предизвиците, да не кажем проблемите, ама па сметаме дека има начини за трансформација на конфликти. Не насилни, кои што функционираат и можеби резултатите ќе ги видиме, што знам, по 20-30 години, ама вреди. На долги стази сме и имаме енергија.